Почитувани граѓани, почитувани медиуми, денес сме собрани овде заедно по моја лична иницијатива како пратеник во собранието и по иницијатива на невладината организација за жени и родова еднаквост Визија од Кавадарци. Нашата цел е заедничка, а тоа е во пресрет на Меѓународниот ден на жената, 8 март, кој што се празнува утре, дека покренеме свеста на сите граѓани во општеството за моќта на жената во општеството и во секое поле на делување. Најнапред сакам да нагласам дека како пратеник во собранието јас сум член на Комисијата за еднакви можности и на тој начин го давам својот придонес за унапредување на родовата рамноправност. Имаме многу за работа, значи постои голем напредок на оваа тема, меѓутоа целосна родова рамноправност е една од нашите приоритетни цели кои што сакаме да ја постигнеме, а таа цел ќе ја постигнеме единствено на начинот на кој што жената во општеството ќе ја зајакнуваме, и тоа како финансиски, така и на економски план. Имаме и други цели. Една од клучните цели е да постигнеме поголема социјална заштита на жените од ранливи категории, потоа да ја заштитиме жената од семејно насилство, да ги заштитиме самохраните мајки, да ја едуцираме руралната жена за сите права кои што таа ги поседува и уште многу други цели кои што само заеднички обединети ќе може да ги постигнеме. Сакам да кажам дека само обединети може да го продолжиме тоа што нашите претходнички го започнале да го прават уште пред 110 години и тие во тоа време успеале да ги постигнат целите кои што биле приоритетни. Ние само, значи, обединети и заеднички ќе може да ги постигнеме целите кои што се приоритет во ова сега наше модерно време. Во оваа прилика на крај би сакала да им го честитам празникот 8 март на сите жени во нашиот регион и во нашата држава, со желба за добро здравје и многу големи успеси, а истовремено и со голема верба дека заеднички и обединети ќе можеме да постигнеме се што ни е приоритет и цел за понатаму. Би сакала по повод 8 марта да дадам една изјава, која што истовремено ќе биде и честитка за 8 марта, а истовремено ќе треба да дадам и еден апел кон младата популација како треба да се однесуваат понатаму во своето живење, поготово во овие услови на живење. Пратеничката многу убаво изложи како е историскиот пат на жените, сакајќи да ја постигнат основната цел, постигнувајќи 8-часовно работно време, постигнувајќи и прогласувајќи го 8 март како ден на жените. Така да јас нема да се повторувам, меѓутоа сакам да кажам дека тие што пратеничката ги наброја активности се многу. Ние на сите работиме. И кога ќе се каже сите како да изгледува нешто страшно, не, ние не се плашиме. Ние ќе работиме, бидејќи имаме сила и верба во тоа. А само вербата не се цел живот. Тие активности ние ги работиме од транзицијата на работа, која се скоро 30 години. Така да и оние што ги наброја, ние веќе, пратеничката што ги наброја, ние веќе работиме 30 години на тоа, за да го постигнеме овој успех што денес го имаме. Меѓутоа, тука не застануваме. Ние ќе продолжиме, ќе ги работиме тие активности, додека не го достигнеме нивниот врв. Ние во таа борба, за тоа треба многу борба, многу работа, многу сила. Меѓутоа, ние во таа борба бевме често пати и оспорувани, и негирани. Меѓутоа, силни сме и затоа стоиме денес гордо пред нашите предизвици. Ако има само малку башто, многу тоа што успеа. Благодарам. Ние, например, прво почнавме со емансипацијата на жената. Понатаму политички ја издигнавме. Учеството на парламентот од 2% го сведивме на 40%. Понатаму ја едуциравме руралната жена, ја укажавме на незините права, бидејќи таа закопана во земјата не знае кои се нејните права, за да може да си побара што и припаѓа и што и е дадено од општеството. Ја заштитивме и жената која што е предмет на насилство. Ја штитиме и денес, но нема да се кажеме.
Значи сите овие активности ние продолжуваме да ги работиме, како што ви реков, со полна сила и полна енергија. Друго, сакам да ви кажам, дека сите овие работи кои што ги мислам активности, кои што ги постигнавме не само со едукации, ами и со вистински обуки. Организиравме обуки за шиење, обуки за плетење. Сакавме младите, сакавме да ја намалиме прво невработеноста, а на младите да ги специализираме за одредена дејност, за да можат тие производи што ќе ги произведат да ги продаваат на пазарот и да се појават на пазарот на труд. Тоа е многу битен, мислам, елемент за да можеме да ја дигнеме младата популација, да не остане тука, во нашиот град, во нашата држава. Затоа јас апелирам, ние секогаш на нашата веб страница, на Facebook страницата на Визија, ги објавуваме овие огласи. Меѓутоа, за жал, не се јавува соодветен број на заинтересирани, меѓутоа ние не прекративме. И тие што беа заинтересирани да научат и шиење и плетење и да почнат да работат, макар и во своите домови да продаваат на пазарот, ние тоа го направивме. И денес сме исто горди со тоа што можеме да помогнеме на пошироката популација, поготово на младите девојки. Јас 30 години работам на оваа проблематика и мислам дека сум еден од најголемите борци за женските права. Имам и од господинот Бранко Црвенковски посебна похвала за мојата ангажираност за движењето, женското движење во Македонија. Меѓутоа, реков, 30 години работа ми не можам било каде да давам изјава, да не ја кажам изјавата на англиската премиерка Маргарет Тачер. Таа вели, ако нешто сакате да биде кажано, кажете ми на мажите. Ако сакате нешто да биде сторено, кажете ми на жените. Да, што тоа значи? Дека жените се многу поодговорни. Тие сакат да ја извршат секоја задача. Дури и ако нешто сами смислат, сакат да го извршат. Тие се мудри, знаат, умеат и не сумнам дека било што да им даде задача, тие ќе ја завршат. И на крајот би сакала, еве точно во тонот на 8 март, да им кажам на жените. Кажете им на мажите, тие барате почит, љубов и цвеќе. Но цвеќето го барате 365 дена, а цвеќето за 8 март нека биде ваша круна. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда.